На синдикалците од ДУПОС не им се слушаат конструктивните пораки од владата преку диалог да се најде решение за нивните барања за платите и колективните договори. И покрај повикот решението да се бара на маса, тие и денеска продолжија со стратегијата тоа да го издесвуваат од улица. Пред Државниот завод за статистика се собраа и повторно ги испратија барањата за повисоки плати за 30%. Сакам да ја потсетам владата дека ова е протест, а не штрајк. Иако владата секојдневно го кажува тоа. Штрајк значи неизвршување на работни задачи, а доколку вработените од Државниот завод за статистика не извршат само една работна задача од својот делокруг, а тоа е пресметка и објава на просечна месечна плата на ниво на држава, ќе се доведе во прашање работата на многу институции, а последиците ќе ги трпат граѓаните. Од владата повеќе пати повикуваа на диалог и нагласуваа дека се свесни за предизвикот со платите, па игнорирањето на повикот да се седне на маса кај власта става сомнеш дека овие протести се политички мотивирани. Од ДУПО се правдаат дека веќе разговарале со сите ресорни министри и дека ја добиле нивната поддршка, но признаваат и дека немало предвидени пари во буџетот. Синдикатите треба да се договорат како ќе настапуваат следната недела. За утре е најавен протест пред Министерството за финансии. Инаку денеска независниот синдикат ги достави забелешките за новиот закон за администрација на владата. Тие побараа поголеми плати кои ќе се пресметуваат со коефициентот на сложеност. Просечна плата со додаток како коефициент према видот и одговорноста на работа и работни задачи, тоест работното место. Побаравме од советникот на премиерот да го сменат правилникот за дежурства, односно тој правилник е донесен пред 10 години и едно дежурство во кривичен суд изнесува само 300 денари. Имаме гаранции дека денеска до утре ќе имаме одговор на тоа како побрзо да се решава статусот на вработените во инспекцијските служби. Разговорите со владата ги оценија како конструктивни и се надеваат дека наскоро ќе се изнајде заедничко решение.